Велат дека во Куманово добро се јаде, добро се пие, но и добро се пее. Но дали добро се живее, за тоа ќе дознаеме денеска од градоначалникот на Куманово, кој што е мојот прв гостин за денеска, господинот Максим Димитриевски. Градоначалниче, добро утро и добро дојдовте во емисијата Утрински печат. Добро утро и на вас, добро ве најдов, поздрав до вашите читатели и гледачи. На самиот почеток би сакал да ве запрашам малку од пошироката политика, па потоа ќе преминеме во вториот дел од разговор за оние локални проблеми кои што ги мачат кумановчани. Ги знаеме вашите релации со вашата поранешна партија, меѓутоа пред да преидеме на тој дел од прашањата, би сакал да ве запрашам за она чествување кое што беше викендов во Скопје на Мара Бунева. Во Скопје имавме представници на македонските бугари, меѓутоа и на бугари дојдени од Бугарија во Скопје, каде што тие на собир во централното градско подрачје кажа неколку недолични зборови кои што и граѓаните и нацијата се повредеа. Едни од зборовите или од пораките кои што ги кажа и Џамбаски, Ангел Џамбаски, европратеникот со потекло од Бугарија, рече дека Македонија е бугарска земја. Како ги коментирате овие работи? Па моите ставови генерално со ваквите провокации се одамна јасни. Уште од она првото интервју за БГНЕС на поранешниот премиер и мислам дека државата треба да го спречи овој феномен, а не да дозволува да се раѓаат нови. Ако ние сме организирана држава, тогаш де факто таквата организирана држава ги лоцира ваквите поединци и ги неутрализира. Како се неутрализира? Се удира црн печат во пасошот и се забранува влез во државата. Еве, например, обидете се вие тоа да го направите во Бугарија и ќе видите што ќе ви се случи. Но овде се користи просторот на политичката нестабилност, на функционирање на една слаба влада која што стои на стаклени нозе, политичка клима во која што всушност сите функционираат по принципот кој што може да докачи додека трае функцијата и да си замине. И таквиот момент на слабоста на државата од ваквите поединци, без разлика дали се националисти, повеќе би рекол шовинисти, а многу од нив и веќе потрошени политичари во нивните држави, ги користат ваквите моменти за билдање на рейтинг и создавање на непријатно чувство, особено кај нас домаќините. Замислите, во собствена држава ви доаѓа некој и вели вие не сте македонец, Македонија е составен дел на друга држава, ви се отвараат големо бугарски, големо албански, па и големо српски, па и големо грчки идеи од страна на поединци, а при тоа ние молчиме и нашиот министер за надворешни работи, наместо веднаш да ја упати протестна нота, тоа да се продискутира на повисоко ниво, е загрижен и оди како представник на ОПСЕ во Украина да ја спасува Украина. Украина е голема приказна, значи голема војна. Дај да видиме што ни се случува тука во дворот, да го спречиме. Како го оценувате, како ја оценувате реакцијата на македонската влада? Имено Димитар Ковачевски премиерот излезе и јавно кажа да не подлегнуваме на провокации на вакви личности, меѓутоа официјално немавме никаква реакција или дело на терен, како што велите вие, забрана за влез во Македонија или било какви некои дипломатски мерки. Па јас тоа веќе го реков дека молкот е повеќе од срамен во овој момент. Имаше една паушална наменска изјава за контролирана публика од негова страна, кај што рече дека со ова нека се занимаваат пониската класа на политичари, додека тие што ја водат високата политика, тоа ќе го игнорираат. Срамно е. Значи, тој е и мој премиер. Председателот на државата и мој председател ме представуваат и мене и секој граѓанин на оваа држава и нивниот молк е срамен всушност. Сериозна држава институционално реагира на вакви работи. Замислете што ни се случи од страна на соседна Бугарија, видите, сите тие представници кои што доаѓаат.
всушност и де факто се добро координирани со матичната држава. Јас во тој момент бев во соседна Бугарија со семејството на одмор. Тука сакам да ве запрашам. Велите во една страна дека не треба да подлегнуваме на провокација од вакви личности во Македонија, туку треба државата да реагира. Излезе едно видео на социјалните мрежи денеска кога се подготвува за емисијата, каде што вие пеете песна во, предпоставам, во Бугарија додека сте биле со семејството, во кое што велите она наша позната македонска песна, делете ја парчете, па ќе биде една, меѓутоа и се спомена Пиринскиот дел на Македонија. Нели е тоа провокација сега Не е провокација. од друга страна Не. на наши политичари во Бугарија? Не е тоа провокација, бидејќи таа песна со мене заедно ја пеа мои бугарски пријатели, ја пееше целиот ресторан и ја пееше пеач кој што всушност е бугарин. Состојбата таму е поинаква. Ние имаме во Бугарија, како и во Србија и во останатите наши соседни држави, многу пријатели, но официјалната политика е нешто поинако, особено популистичката политика која што се презентира преку представници на одредени национални или националистички партии како што е ВМРО, БНД и останатите, но ме загрижува, значи, фактот дека онаа што успеа Глигоров и Желју Желев да го сближат помеѓу нашите две држави во изминатите 3 децени, всушност сегашните политички елити го оддалечија со километри и километри. Македонскиот и бугарскиот народ е близок. Да, постојат поединци со лични убедувања и тоа се факти на кои што секој им робува. Но дополнително морам да кажам дека имаме многу пријатели, многу блиски контакти, голема почит и од една и од друга страна, голем број на студенти и таму и од другата страна, дополнително многу мешани бракови, дополнително многу семејни врски. И факт е и дека таа наша историја, која што во одредени моменти и се спојува, треба да се искористи за сближување. Но ние имаме наша историја, бугарците си имаат своја историја и тука сме унисони по однос на историските прашања, но како и да е, времето лекува се, па мислам дека и овие детски работи ќе ги надминеме, но државата мора да функционира. Тоа се решава на ДВ Бајер на граничниот премин, повторно ќе кажам, тоа и кога го поминав граничниот премин, го разговарав со полициските службени на граничниот премин. Тие се тие кои што треба да го решат тој проблем. Ако се сеќавате, своевремено имаше надписи во Бугарија: забранет влез за тој и тој политичар, забранет влез за тој и тој новинар во Бугарија, не е добре дојден и така натаму. Тоа се вон институционални мерки. Не смееме да дозволиме да дојдеме до ниво на влезот на Куманова да пишува забранет влез за Џамбаски или некој друг политичар. Апсолутно. Со други зборови, вашето пеење на таа песна во Бугарија не е никаква провокација. Песна е песна, тоа е македонска народна песна, која што... И овдека бугарите пеат националистички, ајде не кажам, шовинистички значи, песни. Балкански не е шовинистичка песна, таа е фолклорна, народна, македонска песна, која што е прифатена од сите и повторно ќе кажам, не беше порачена од моја страна, туку интерпретаторот, кој што е бугарин, пееше поголем број на македонски песни, помеѓу кои и Јовано Јованке и останатите убави македонски песни, Бисер Балкански како една од најубавите, и тоа беше само начин како на еден саркастичен начин да упатам порака до господинот Џамбаски и неговиот колега за нивното недолично однесување, да не го повторува тоа. Не е проблем да се прославува Мара Бунева, јас сум убеден дека таа е македонка и треба да се чествува. Но доколку се дојдени, зошто да не чествуваат, но без провокации, видите, Ванчо Михајлов да ми го веете во сред Скопје. Денеска во 21 век, по сето онаа што фашистите го направија на овие простори и фашистичка Бугарија, да поставувате знаци и табли на фашистички соработници ширум Македонија. Па видите, во моја Куманово имало околу 900 жртви на фашистичкиот окупатор од Втората светска војна, да не зборувам за цела Македонија, да не зборувам за Кавадарци и сите останати делови. Но факт е дека тоа мора државата да
постапува по однос на таквите појави, а не да вели тие ќе отворат клуб, а ние дополнително ќе сме го менувале законот и ќе сме ги решавале проблеми. Да, работата ја завршиле. Ќе ги видиме кои ќе бидат следните чекори на македонските власти. Овдека би ве запрашал за уште неколку прашања во оние покрупни политики, ајде да кажам, дневно политички збиднувања, па ќе преминеме на локалните проблеми. Во однос на, нова година, нова календарска година, едните и другите навестуваат или негираат дека оваа година ќе има предвремени парламентарни избори. Од Социјалдемократскиот сојуз, токму на ова столче, пред 3 дена минатата недела, седеше подпредседателот Стефан Богоев, истакна дека во овој момент владава не размислува за избори и се пореални можностите да се соберат 80 пратеници за уставни избори, отколку да има распуштање на парламентот. Од друга страна, ВМРО секој ден излегува со соопштенија дека оваа година ќе имаме парламентарни избори. Имаме ли парламентарни избори оваа година? Па јас не можам да кажам дали ќе има парламентарни избори, бидејќи јас немам своји представници, ниту со Сдруженијето, ниту како едно граѓанско движење, своји представници во парламентот. Доколку бевме парламентарна партија, секако ќе бевме за предвремени парламентарни избори. На крајот одлучува мнозинството. Тоа е во демократијата, бројката со кревање на рака одлучува, иако многу филозофи имаат кажано дека демократијата кога ќе се злоупотреби всушност во превод значи да еден врвен интелектуалец го надгласа двајца идиоти, бидејќи се мнозинство, но тоа е состојбата. Ние ќе се држиме согласно законските одредби и во моментот кога парламентот ќе прогласи избори, ќе учествуваме како Сдружение на граѓани, инаку состојбата во државата можам да ја дефинирам како една лимбо ситуација или една општа аморфна маса во која што секој се наоѓа себе си во одреден дел, без разлика дали се работи на позицијата или пак на опозицијата. И опозицијата е таа која што всушност практикува власт поприлично во државата на локално ниво, се обидува да ги истакне своите резултати. Дополнително и јас како градоначалник со мојот тим се обидувам да покажам дека добро менаџираме со градот, но на Македонија недостасуваат многу работи. Првенствено за да се постигне политичка стабилност. Првенствено треба да обезбедите доволно средства и пари за да го одржите буџетот, бидејќи нашиот буџет генерално се базира на социјални трансфери, со кои што социјални трансфери се купува социјалниот мир во државата. Ако го следите токот на парите во државата, всушност ќе заклучите дека Македонија оди во рамка на банкротирани држави. Многу брзо ќе се најдеме таму, ако не се изнајде начин за поголема самоодржливост на државата, да се создаде поголем бруто национален производ во државата. Тоа значи да произведете повеќе, да извезете повеќе, а што помалку да увезете и да создадете дополнителна вредност на самоодржливост. Видете, нашите пари одат за електрична енергија, некој создава и прави огромен профит при тоа, а ние сето тоа како граѓани го плаќаме и затоа ние на локално ниво денеска имаме буџети кои што имаат одредена развојна компонента, но првенствено мораме да определиме и одредени пари за социјални трансфери како би им помогнале на граѓаните да живеат и функционираат во овој период на економска криза. А за кризите да не зборувам. Од 90-та година па наома, од 2000-та година 30 години се кризи и 30 години нема вложувања ниту во социјалата, ниту во енергетиката и тоа е дереџата. Меѓутоа, политичарите и функционерите се тоа тука, затоа се дојдени на власт да ги менаџираат тие работи или колку толку да ги ублажуваат ударите. Па политичарите денеска ви се најбогатите луѓе во друштвото, значи дефинитивно луѓето кои што се блиски нивни пријатели и соработници се едни од побогатите во друштвото. Всушност бизнис фелата денеска ја сочинуваат зад скриени луѓе во политиката.
Ќе продискутираме и за корупцијата накратко. Меѓутоа, одека би сакал уште едно прашање во однос на уставните измени. Знаете дека земјава во овој момент ги започна преговорите со Европската унија, меѓутоа неопходни се уставни измени за да се продолжи патот со уставните измени, треба да се внесат токму бугарите во уставот, меѓутоа и другите малцинства. Ги поддржувате ли вие уставните измени за продолжување на европскиот пат на Македонија? За мене воопшто не е проблем по однос на вметнување на бугарските граѓани во уставот, но исклучиво врз принцип на реципроцитет. Зошто? Вие не можете да вметнете граѓани во својот устав на држава која што ваш всушност не ве признава. Ако имате реципроцитет со тоа држава, тоа веќе е друго нешто. Може би Македонија, доколку во континуитет гледаме дека не само Бугарија, голем број на држави се повикуваат на граѓански устави и така натаму, може би е моментот да и ние прогласиме еден граѓански устав, па тогаш нека бидат метнати по дефолт сите во уставот од аспект на граѓани. Од друга страна да ставите некој во уставот кој што континуирано ве негира, ви доаѓа во Скопје и ви дава негација, апсолутно самоубиство. Видете, македонците ја губат државата секојдневно. Ние тоа мора да го спречиме. Нас ни се случува еден феномен кој што во меѓународното право можеби и нема дефиниција. Ние променивме име за да влеземе во НАТО. Ние претходно прибравме од Косово еден куп бегалци во време на косовската криза, подоцна во 2001 бевме нападнати од тоа исто Косово заедно во соработка со одредени структури на УЧК и ОНА во Македонија. Дополнително 2015 ни се случи конфликтот во Куманово, за кој што денеска никој ништо не зборува. Денеска сме оспорени на етнички, културен, национален план од соседна Бугарија. Што е следното? Всушност, ние мораме генерално да ја промениме нашата политика, да им објасниме на нашите стратешки партнери дека тапкањето по рамо треба да заврши и треба да се фатиме за конкретни мерки и решавање на проблеми. Не да се бара од Македонија да се промени уставот и да се вметнат бугарите, а покрај нив и одредени други заедници кои што постојат. Ги почитувам сите заедници. Бугарското знаме стои во мојата канцеларија заедно со останатите етнички заедници, но ме иритира пристапот од другата страна со блокада, сето тоа како беше одработено од страна на нашите пријатели, нашите браќа од Бугарија, значи во последен момент блокада. И затоа нашите реални партнери, како што се Соединетите Американски држави, одредени држави членки на Европската унија, ќе мораат да изнајдат начин да ги дисциплинираат одредени држави членки на Европската унија кои што ги генерираат ваквите проблеми, а не да осмислуваат француски предлози, бидејќи јас за овој француски предлог директно дискутирав и во Франција кога бев гост во Дижон и го кажав мојот став и добив поддршка од сите представници, најголем дел на државите од регионот и пошироко, па и од самите домаќини во регионот. Кратко само, колку е возможен реципроцитет ако бугарскиот устав не дозволува не ги признава малцинствата во земјата? Па можно е со една декларација да се признае македонскиот народ. Мислите дека е возможно тоа да се случи сега? Па како не е возможно? Вие не можете мислите да дека барате... има расположение во соседна Бугарија за таква прашање? Си го создадат расположението, мислите колку дека временски имаше... период треба да помине за тоа? Па видете, мислите дека имаше во Македонија расположение претходно, бидејќи постоеше одредена скепса во однос на Бугарија во 90-тите години, имаше расположение, немаше. Се создаде состојба. Истото треба да работи бугарската политичка елита на решавање на тој проблем, а не да носи декларација каде што ги бетонира нивните национални ставови. Кај се нашите национални ставови? Затоа сум испровоциран и влезен во една ваква политичка битка од локално на централно ниво, за да ги обединиме сите
субјекти, сите граѓани во Македонија, првенствено македонците, да подвлечеме една црвена линија на маса, да ги седнеме и левите и десните, да дефинираме што е тоа национален став и консензус, како тоа Рама ги прибра албанците, сите политички субјекти. Возможно ли е тоа да се случи, да Како имаме не е национално? возможно? Да, возможно е, затоа што ако имате од една и од друга страна рационални луѓе кои што седат на маса и размислуваат рационално, првенствено патриотски, не од оние флоскули во јавноста, демек патриот бил оној човек кој што мислел на иднината на државата. Не, размислуваш на минатото, го почитуваш и врз база на претходното искуство од минатото креираш подобра иднина. И секако тоа го правиш првенствено сам, а потоа седиш со твоите стратешки партнери и разговараш за идните твои чекори. Ние се навикнавме некако да ни доаѓаат странците и да ни ја водат државата. Ќе бидете ли градоначалника Димитриевски, вие тој човек кој што ќе може да ја обедини Македонија и националното ткиво за овие национални прашања? И тоа е голема одговорност, јас ќе направам се, ќе го дадам својот максимум и како човек и како личност за да се случи тоа, и воопшто не е битно дали тоа ќе биде Максим или било која друга личност, јас ќе го дадам својот максимум еднаш за секогаш македонците да ги затворат сите овие отворени прашања. Замислите, завчера изгубивме 3 утакмици во ракомето, еднаш се разочаравме како нација и почнавме да фрламе дрва и камења по нашите момци кои што ги оставаат срцата на паркетот таму. Ајде па да се повратиме на убавите моменти кога победувале истите момци. И тие биле нашите голгетери, најславните. И у еден момент нашата фаланга на сред трибина, читаме, се тепа или доаѓа во конфликт меѓу себе. На што тоа личи? Значи во Македонија, кај македонецот владее дебела поделба. Како резултат на политиката мора да се стави крај на таквата политика. Па јас не сум непријател со моите политички опоненти, ниту со Ковачевски, ниту со Мицковски, ниту со било кој. Какви се релациите со Христијан Мицковски? Шпекулациите во јавноста се и нели оние озборувања дека имате блиски релации со лидерот на ВМРО ДПМН. Од друга страна излегувате и ги критикувате политиките на премиерот Димитар Ковачевски. Како ви се односите со... Па да ви кажам дека со Ковачевски моите односи се многу поблиски отколку со Христијан Мицковски. Пред некој ден разговарав со Ковачевски, а можеби пред 10 дена разговарав со Мицковски. Видите, политиката е диалог, разговор, убедување, компромис. Јас не можам да имам лоши односи со одредени поединци, представници на политички субјекти, а да сакам да делувам политички и да креирам политики кои што ќе подобрат состојбата во државата. Уште едно прашање од дневно-политичките работи, па би сакал да премина на локалните проблем. Корупцијата е голем проблем во Македонија. Тоа го говорат и македонските политичари, го призна и владата, го признаваат и меѓународните наши сојузници. Имаме ли корупција во земјава, има ли корупција во вашето Куманово? Корупција има на секој чекор. Генерално корупцијата е таму кај што се парите. Следете ги големите пари, каде се вртат големите пари? Во државата, во владата. Хајде, корупцијата не е ништо ново. Оваа влада, првично и претходната на Груевски, против која сите се боревме и всушност се боравме под слоганот нема правда, нема мир. Едно општество за сите. Успеавме конечно да го совладаме тој режим. Дојде нова структура, мои партиски другари во кои што силно верував, и истите се трансформираа во уште полоша варијанта на претходниот режим, но подзад скриена или поубаво маскирана. Едно општество за сите се претвори општество за поединци во структурата на власт. И одеднаш видовме комбинации како поранешниот режим влезе во тесна соработка со поединци на власта во новиот систем. Имате вечити министри, имате вечити функционери и сето тоа почна да пука по шаови и да излегува да се види корупцијата. Кој е решението? Кој е според вас планот, например, со кој... Првенствено не треба да ни дојдат странците. Јас ја поздравувам иницијативата на американската амбасадорка. Од мене ќе има силна подршка во делот на нејзината заложба за борба против корупција, но не треба да чекаме на странците. Ние имаме наши органи. Ајде ДКСК. Па тоа е лимитирано.
Од друга страна, жената целосно влегува со полн жар во борба против целата корупција во државата, но видите внатре луѓето кои што седат околу него, добар дел се изберени со политичка одлука, со кревање на рака како предлог на политички субјекти, што значи мора еден меѓународен мониторинг, луѓе кои што ќе се доведат од надвор, по принципот на Романија, луѓе кои што не се компрометирани, да влезат во системот и да се борат против корупција. Институциите се неспособни, чим не можеме сами да се... Како ќе бидат способни кога оваа држава повеќе од 21-2 години ја владее една политичка партија, а се вика ДУИ. Значи, истата таа политичка партија првенствено имаше за цел да се инсталира во законодавната, па во извршната, и се инсталираше и во законодавната на избори, во извршната со имплементација на власт, а сега гледаме и масовно се инсталира во судската власт. Погледнете го случајот со обвинителството. Погледнете го случајот со именувањето на судиите. Дали сметате дека и сега дозволете ми само да дозволам. Не, ДУИ е само еден голем сегмент од таа корупција, но не генерално цело ДУИ, бидејќи таму имате и многу чесни членови, имате и многу чесни политичари. Видите изјавата на Алија Ахмети, кој што вели дека без албанците, без ДУИ Македонија нема да постои. Не, Македонија ќе постои и де факто дека албанците се составен дел на оваа држава и ние мора да креираме заеднички иднина. Но оваа држава сигурно нема да постои доколку Алија Ахмети и дел од власта околу негово ДУИ остане на позицијата таму каде што е. Бидејќи тие всушност го користат македонскиот блок и се раскусуруваат со него, а всушност си ја тераат својата агенда. И на што личеше она седење во Албанија, ќе ве молам, каде што всушност премиер на страна држава ви повикува лидери на политички партии. Да, тоа е убаво, но доколку таму седеше и македонскиот амбасадор во Албанија, кој што ќе беше удостоен да го слушне разговорот. Што всушност таму се разговараше? Се разговараше за албанска тиранската платформа, меѓутоа видовме дека деновие не излегоа со некакви конкретни чекори, ниту па некакви видите, стратегии. Македонија не може да дозволи повеќе да биде уценувана, бидејќи во Македонија се родија нови генерации на луѓе кои што не постапуваат како оние генерации на политичари кои што постапуваа во минатото. Македонија повеќе нема простор за отстапки, затоа што ние сме држава, земја членка на НАТО, каде што се членува согласно одредени стандарди и дополнително веќе созреана држава која што мора да изнајде созреана политичка елита која што прво на национален план ќе не обедини, ќе се избори со корупцијата, ќе ја минимизира и по најбитниот сегмент ќе работи на развојот на економијата, создавање на самоодржлива држава, а тоа е производство на доволно храна за собствените потреби и дополнителни капацитети на енергија, изголемување на извозот од државата и правење на целосна анализа каде тоа одат нашите национални ресурси, почнувајќи од песокот во речното корито, завршувајќи со рудните богатства. Во интерес на времето, господин Димитриевски, овде накратко би ве запрашал. Доколку се случат парламентарни избори, вие со Сдруженијето, односно Движењето Наше Куманово, успеете да влезете во парламентот и подоцна сте играч за формирање на владата. Ќе правите ли коалиција со ДУИ? Значи, ние првенствено ќе влеземе со движење на национално ниво, во кое што движење концептот за Наше Куманово ќе биде само еден дел од движењето. Ние создаваме движење на национално ниво, како ќе се вика, ќе биде граѓанско движење, кое што на следните парламентарни избори ќе ја понуди најдобрата политичка програма и ќе ја освои власта. Нема да влегуваме во коалиција со никој, туку истите политички субјекти кои што ќе сакаат да бидат составен дел на новото парламентарно мнозинство и идната влада ќе мора да ги усогласат своите програми согласно нашите програми. Кои политички субјекти ќе бидат во тој момент, тоа ќе видиме. Го спомнавте ДУИ, можеби и со ДУИ, но не со поединци од ДУИ кои што ја доведоа државата на вакво дереже, бидејќи тие се апсолутна власт повеќе од 20 години и повеќе во државата.
но како и да е, политиката е разговор и договор. На крајот, ние нема да дозволиме и да дадеме шанса на луѓе кои што си имаат огрешено, луѓе кои што имаат опашки и дополнително Така говореше и оваа влада на Социјалдемократскиот сојуз дека нема да коалицира со ДУИ, меѓутоа еве оваа коалиција успешно функционира. Видете, цел можеби една Дали од тоа главните истото ќе се случува и со вас? Можеби една од главните причини што влегов во таков сериозен конфликт со лидершипот на мојата партија, не со членството во мојата партија, е една од тие, бидејќи бев еден од најголемите заложници да не се влегува во коалиција со ДУИ, тоест да не се дозволи на ДУИ на предпоследните локални избори да им се даде таков ветар во грб од страна на Социјалдемократскиот сојуз да едноставно се реинкарнираат, бидејќи по парламентарните избори 2016 година ДУИ, тоест кадрите на ДУИ кои што во моментов ја менаџираат ДУИ беа кадри во стагнација. Требаше да се дозволат реформи во таа партија, да дојде нова сила во партијата која што генерира нови политики. Замислете, Зелена партија на последните избори создава нови платформи и единствена работа за која што се зборува во јавноста е колку се инвестициите по етнички клуч, колку луѓе имате вработено по етнички клуч. А кај е загадувањето? Кај се зелените? Продискутираме сега и на локално ниво и за загадувањето. Во интерес на времето уште еднашка, овдека би сакал да преминеме на оние локални проблеми кои што ги мачат кумановчани. Во првиот мандат, според критичарите ваши, не сте реализирале ниту еден од вашите круцијални проекти кои што беа во изборните ветувања. Минаа година и половина од вашето функционирање како градоначалник сега во општина Куманово. Буџетите за оваа година се донесоа во општинските каси. Што се очекува за кумановчани од капиталните инфраструктури оваа година или во првите 6 месеци? Што може да добијат кумановчани? Првенствено, ние да изградиме Ајфелова кула во Куманово, нашите критичари повторно истото ќе го кажат, но нашиот најдобар критичар се граѓаните на Куманово, бидејќи тие се најдобрите познавачи на состојбата во градот. Реализираме во првиот мандат заедно со мојот тим, бидејќи Максим сам не може ништо. Заедно со подршка на Советот, околу 400 проекти за вкупно 4 години. Кои беа најкруцијалните проекти кои што може да ги почнувајќи од кружни токови, асфалтирање на огромен број на средини, во рурални и урбани средини, значи дополнително огромни инвестиции во образованието, од 4 средни училишта, скоро 3 се комплетно реконструирани, да не зборувам за основни училишта и голем број на други проекти, километри улици, патишта, инфраструктура, бекатони, нови тротоари и така, и повторно недостасува, бидејќи Куманово беше во огромен застој. Но најповеќе сум горд на тоа дека бевме трета најзадолжена општина во државата. Наследив долгови од некаде 11,5 милиони евра. Денеска Куманово е едно од финансиски најстабилните општини. Ги вративме сите долгови. На сметка имаме некаде околу 200 милиони денари. Што од тие 200 милиони денари е во следната кумановчани? година во развојниот буџет првенствено нагласив дека социјалната компонента ќе биде силна, издвоивме некаде околу 45 милиони денари за помош на граѓаните во периодот на енергетска криза. Првенствено воведовме први во државата комплетно бесплатен автобуски превоз за сите граѓани на градот и тоа е во функција. Сега се обидуваме технички да надополниме линии, број на линии, бидејќи се користи вкупниот број на луѓе кои што во моментот според слободна проценка во Куманово користат на месечно ниво автобуски превоз, може би бројката поминува повеќе од 12 до 13 илјади граѓани, а откако ќе почне школската година, плюс дополнително и сите ученици, што значи дека интересот е огромен, добиваме голем бенефит, првенствено се намалува загадувањето, се намалува гужвата во сообраќајот во градот и трета многу битна компонента, се бориме директно против дивите превозници, кои што масовно ги имаше, не можеше никој да ги искорени, бидејќи МВР не функционира и не се замара со тој
проблем, бидејќи тие се однесуваат како гости во градот, а не како институција која што е должна да работи согласно законот и се користат исклучиво за политичко подкусурување со политичките неистомисленици, но ќе помине и тоа време, ќе се сменат министрите и повторно таа институција ќе го врати реномето. По однос на другите социјални компоненти, значи некаде околу 4,5 милиони денари средства за еднократна парична помош на социјално најзагрозени категории, некаде околу 3 милиони денари средства за помош и плаќање, субвенционирање на комунални давачки на сите самохрани родители. Значи, социјално загрозени семејства, вкупно околу 500 семејства добиваат таква помош. Лица со хендикеп, глуви, наглови, слепи, им ја плаќаме давачката за потрошена вода во износ од 900 денари и давачката за износ на смет во износ од 300 денари. Што ќе се гради? Изградивме минатата година два кружни, објекти, значи или инфраструктури минатата ветивме на избори 3 кружни тока, изградивме минатата 2 кружни тока. Оваа година ќе правиме целосна реконструкција и санација на помалиот плоштад во градот, кај Домот на културата, вклучувајќи го целосно партерно уредување на тој дел на градот во централно градско подрачје, изградба на голем број улици, канализација, водовод, дополнително проширување на мрежата за улично осветлување, завршување на проектот на реконструкцијата на најголемиот зелен парк во градот и историското вложување за реконструкција на нашата спортска сала, некаде околу 19 Куманово важи град за милиони. спортот, меѓутоа состојбата на градската сала не е во завидна. Да, така ја затековме, бидејќи претходно беше дадена на приватни концесионери, се боревме, ја вративме, минатата година вложиме одредени средства, оваа година повторно вложуваме, планот е следната година да ја реконструираме во целост и да ја пуштиме некаде 24-та за денот на градот. Дополнително работиме и на реконструкција на Соколановиќ. Таа е една од најстарите спортски сали во градот и таму издвоиме 12 милиони денари. Претходно имавме средства предвидени од страна на државата, ни ги симнаа тие средства за жал. Зошто? Веројатно сме политички неподобни, но изградивме 3 училишни спортски сали во изминатите 4 години. Оваа година ќе се обидеме да ја реконструираме една од салите во основно училиште Крстен Мисирков, но сме рекордери по број на изградени спортски терени во државата, некаде над 12 современи Уште едно спортски терени. кратко прашање во однос на животната средина во Куманово. Сведоци сме дека Куманово и воздухот кој што го дишат кумановчани не е на завидно ниво. Овде пака придонесува за таа состојба градската хигиена, меѓутоа и депонијата на Куманово, кое што кумановчани велат дека го загадува и воздухот, меѓутоа и околината. Што планира општината и градоначалникот Димитриевски во однос на животната средина? Едни од ретки сме, да, тоа е генерално проблем во сите котлински градови. Дел од загадувањето во Куманово е наше, но дел доаѓа и од соседно Прешево, зависно како ќе биде фреквенција на ветерот, бидејќи таму имаме големи индустријски капацитети кои што немаат филтери и реагираме преку амбасадата, особено во летниот период кога работат, бидејќи има високо ниво на загаденост, но како и да е, ние стратешки го решаваме овој проблем. Првенствено, единствени сме во државата што имаме собствена гасификациона мрежа и собствено јавно предпријатие за дистрибуција на газ. Куманово и Струмица го имаат тоа, другите градови тоа го немаат. Многу сме напред и нашата цел е да ги гасифицираме сите јавни објекти, но имаме генерално глобална криза, гасна криза, бидејќи гасот е многу скап во моментот, многу малку се користи. Дополнително инсталираме собствени мерачи на општината на 5 локации во градот. Сега да се вржите онлайн, ќе видите на општинскиот сайт. Варира загадувањето, не е подеднакво во сите делови на градот. Зошто? Таму кај што имате поголем пробив, на повисоките места е помала загаденост, секогаш од пониските места во градот, но варира.
одредени делови на градот имате високо ниво Во однос на депонијата и одека некаде ради интерес на времето. Значи, депонијата ја решаваме глобално, значи, согласно проектот кој што го добивме од Европската Унија, ние треба нашата депонија да ја трансформираме во трансфер станица, во меѓувреме треба да се гради фабрика за преработка на отпад во Свети Николе. Општина Свети Николе со доаѓање на новиот градоначалник го блокираше тој проект. Тоа е проект на 15 општини, иако претходно имаат подпишано. Јас како градоначалник дадов понуда доколку е спорно таа фабрика да биде во Свети Николе, да се помести некаде на граница помеѓу Куманово и Свети Николе, финансира бидејќи се работи за грант средства 40 милиони евра го одби тоа Европската Унија, но како и да е, се надевам дека тој проект мора да биде завршен, бидејќи ние тоа го имаме подпишано и потврдено на градските совети. Дополнителен проблем со загадувањето е проблемот во делови на градот кај што е речното корито неконтролирано изврлање на смет и повторно нашите служби од комуналниот сектор, комуналните инспектори секојдневно се на терен, но немаат моќ. Без присуство на униформирано полициско лице, никој едноставно не им дава на внимание. Тоа се оправдување на сите градоначалници кога станува збор за затоа ние специските бараме, служби. јас нудам и решение. Дајте ни комунална полиција и да го решиме проблемот. Потребни се законски измени. Ќе го смениме законот. Знаете како велеше мојот Све се сведе професор на Бојалџиев. Мојот професор Бојалџиев велеше за дефиниција на закон. Законот е волја на владеачка структура која што е на власт, не е збир на правни норми. Меѓутоа, правила и форми. почитувањето на законите, господин Димитриевски, овде во оваа држава некако не се првото лице на власта. Па законите не само што треба да се почитуваат, првенствено институциите треба да постапуваат по нив, а не селективно да постапуваат по потреба. Ви благодарам уште еднашка за вашето гостување. Се надевам дека и во наредна прилика ќе бидете наш гостин и дека ќе ги слушнеме проблемите, меѓутоа и напредувањето на Куманово и кумановчани во годината што следи. Ми беше чест, ви благодарам што ме поканивте, да ги поздравам уште еднаш сите ваши гледачи и на Куманово да им ветам дека Куманово ова година сериозно ќе се развива мои кумановци. Благодарам. Ви благодарам уште еднашка.